Кризни времиња за македонското образование. Надлежните веќе 2 недели не можат да најдат концепт како да ја реализираат наставната програма. Учениците пак пред дилема, дали сите ќе ја минат учебната година или пак можеби сите ќе повторуваат. За сега надлежните најдоа начин како да ги анимираат основците. Пред 2 дена стартуваше проектот ТВ Училница, но тој не е концепт на класично учење на градивото, туку можност само делумно да се надомести за изгубените воспитно-образовни часови. Решение нема ни за средношколците, ни за студентите. Тие деновиве буквално уживаат во летен распуст. МОН дури денес апелираше до универзитетите од понеделник да воведеле онлайн настава. Познавачите пак алармираат, процесот за интернет едукација веќе доцни. Да се формира една група, како да ја наречам, не знам, кризна група, која, меѓу другото, треба да пристапи кон едно елементарно оспособување на најголем дел од професорите на УКИМ за онлайн настава, за користење на модерни начини, средства за учење. Иако најголем дел од професорите не се подготвени, но тоа може да го направи за многу кратко време. Онлайн наставата ја отвора дилемата. Дали во земја каде 2/3 од населението живее во сиромаштија, секое семејство има услови да им обезбеди на своите деца компјутер и интернет конекција. И дали оние што немаат услови за домашна едукација, ќе ја загубат годината. Дополнително, на располагање на учениците треба да им биде целокупниот воспитно-образовен кадар, велат познавачите. Професорите мора да ги постираат своите трудови, предавања, силабуси за предметите, литературата која што имаат и да почне таа комуникација. Проблемот е како да се таа материја која мора се совлада да се предочи, да се стави на знаење, да биде достапна за студентот и да го почувствуваат тоа дека не се оставени сами на себе. И додека Министерството бара начин, Штипскиот универзитет веќе направи платформа и воведе онлайн предавања. Таму наставата се одвива преку 2 платформи, и тоа е учење каде веќе се поставени сите материјали потребни за учење и Microsoft Teams за директна комуникација со студентите. Инаку во Албанија веќе е отворен YouTube канал на кој секојдневно се емитуваат предавања од страна на наставници по различни предмети, а учениците ги следат во живо. И во Хрватска голем број предавања се одвиваат онлайн, а другиот дел преку националната телевизија.